Генеративната вештачка интелигенција, како што е ChatGPT, се повеќе наликува на човек во своите одговори, но научниците предупредуваат дека зад нејзините убедливи реченици не стои вистинско разбирање. Наместо тоа, таа функционира како напреден калкулатор на зборови, кој врз основа на статистички образци предвидува што следно треба да каже. Овој ефект најмногу се должи на колокациите, комбинации од зборови што се често употребувани заедно во јазикот, па звучат природно на нашето уво. Така, иако AI може да го положи Тјуринговиот тест, тоа не значи дека размислува или чувствува, туку само вешто симулира човечка комуникација. Експертите повикуваат на критичко наблюдување и разбирање на овие системи. Иако AI може да донесе напредок во образованието, медицината и креативноста, важно е да се запомни дека нејзината интелигенција е само математичка и не произлегува од свест или искуство. Научниците го мерат растојанието до месечината со ласери насочени кон огледала што биле поставени од астронаутите. Така откриле дека месечината не е на иста оддалеченост постојано, нејзината орбита варира за околу 20.000 километри, а просечното растојание е околу 385.000 километри. Овие промени влијаат на појави како супермесечината, кога месечината изгледа поголема на небото. Причината за постепеното оддалечување на месечината лежи во плимата и осеката. Гравитацијата на месечината предизвикува испакнатини во земјините океани, кои пак влијаат на ротацијата на земјата и даваат енергија на месечината, туркајќи ја подалеку. Овој процес е толку прецизен што научниците можат да го следат и да предвидат мали промени во должината на денот на земјата. Иако месечината постепено се оддалечува и тоа би можело да има ефекти по милиарди години, научниците смируваат, тоа нема да влијае на плимата, затемнувањата или должината на денот во блиска иднина. Месечината, создадена од судир со протопланета пред 4,5 милиарди години, се уште е силно гравитационо врзана за Земјата, и така ќе остане уште многу долго.